Општина Сарај е најголема општина по територија на подрачјето на град Скопје, мултиетничка. Во неја живеат граѓани од сите националности: македонци, албанци, турци, бошњаци, роми. Но и граѓанската опција за Македонија е мултиетничка, така да интересите се совпаѓаат. Сарај е вистинското место каде што можеме да докажеме дека можеме да живееме едни со други, а не едни покрај други. Ќе се обидеме да ја доближиме програмата на граѓанската опција на Македонија до секој граѓанин на општина Сарај. Ќе комуницираме со нив секојдневно, посредно, непосредно. Во нашиот речник, оној со кој говори Гром, не постои зборот етничка поделба. Ние се појавивме пред народот да им докажеме дека сите сме исти, еднакви, рамноправни. Секоја солза, болка, чувство се исти, независно од тоа на која националност припаѓа. А главниот иницијатор што се појави на политичката сцена за да го докаже тоа е токму господинот Стефчо Јакимовски. Храбриот човек, без да му трепне око, се појави на политичката сцена, кажувајќи им доста на измамниците. Он го докажа тоа токму во Карпош, со нас албанците, со легализирањето на џамијата во Нерези, вработувањето на луѓе без да го интересира на која политичка партија припаѓа. Нешто што денес го нема нигде. Добро вечер, браќа и сестри македонци. Добро вечер, брачо и сестре бошњаци. Мин брама Валезар Вемотра Шиптаре. И Икшамлар. Добро вечер уште еднаш на сите. Драго ми е што вечерва во Сарај можеме да ве видиме во волкав број, граѓани од различен етнички состав, и тоа ми го полни срцето, и тоа ми покажува дека граѓанската опција на Македонија е на вистинскиот и дека е на правиот пат. Мене посебно ми е драго што кон оваа партија се приклучуваат граѓани од различен етнички состав, и тоа е целта на оваа партија, граѓанинот да биде во центарот, да ги отвориме вратите за сите граѓани на Република Македонија, имајќи во предвид дека Македонија е мултиетничка, мултиконфесионална држава и дека на македонската политичка сцена е потребна и ваква партија. Партија која што за проблемите на етничките заедници ќе разговара внатре во рамките на партијата, дека правата на етничките заедници треба да се унапредуваат и за тие права треба да се разговара, а не да се преговара. Гром е против да се размислува дека некои премногу бараат права, а некои пак не даваат права. Туку напротив, ова е партија каде што заедно со нашите браќи и сестри, албанци, турци, роми, власи и така натаму, ќе седнеме, ќе разговараме и се што треба полека, чекор по чекор, ќе го унапредуваме нашето живење и правата на етничките заедници. Гром е партија која што смета дека во Република Македонија премногу троши државата. Ова е партија која што јасно и гласно кажува повеќе пари кај предпријатијата и кај граѓаните, а помалку пари да има кај владата. Владата на многу лесен начин заработува со блокади, со законски решенија, со притвори, со казни, ама така лесно заработените пари, не само нашата, било која влада во свет, многу лесно ги троши. И кога така лесно ги троши, затоа ќе имаме толкав голем број нестопански инвестиции во Република Македонија, кои што не создаваат нови вредности, не отвараат нови работни места, туку само ги трошат парите. И вие гледате сега како почнуваме да се конфронтираме ради тие работи што одговорно тврдам дека во овој момент не ни се најпотребни. Се расправаме за споменици, а сме потрошиле милиони евра. Сега најново ќе правиме тркало и јас сакам да прашам, постои ли човек во Република Македонија кој отишол кај премиерот и му вели: премиере, све направивте, све добро ни направивте, ама само ако може едно тркало да ни направиш да се вртиме на него.
Па постои ли човек во Македонија кој го побарал тоа пусто тркало? Нема ли поприоритетни работи во оваа држава од тркало да се вртиме? Гром јасно кажува, ако е заир, доста е, бре, луѓе, од споменици. Доста е, на народот му треба нешто друго. На народот му треба инфраструктура. На народот му треба подобро здравство, подобро образование. На предпријатијата не им треба да ги тргнеме раците од стопанството, од казните, од притисоците, од секојдневното менување на закон, од блокадите на сметките, да може тоа стопанство да живее. Потребни се сосема други вредности од овие што се создаваат во државата. Ние јасно и гласно сакаме да кажеме, државата не се прави со лопата. Државата се прави со политика. Ако се правило држава со лопата, тогаш зошто бираме председатели и премиери, луѓе со висока наобразба, па тоа може и било кој мајстор од Гранит, Пелагонија или од Маврово. Тие подобро знаат да ја држат лопатата. Ние сметаме дека токму на најкрупните прашања, како што се политичките, економските прашања, ние пагеме, а се бавиме со нешто сосема што е тривијално. Команданти се граганите. Нивното мислење. А јас длабоко ви убедувам дека Гром е партија која што има слух за потребите на граѓаните и дека оваа опција има разбирање токму за потребите на граѓаните без разлика на нивната етничка припадност, без разлика на социјалниот состав, без разлика дали се работи за просјак, невработен, академик, доктор, професор и така натаму. И само ако бидеме партија која што имаме чувство за потребите на граѓаните, ќе можеме да ги преточиме во една квалитетна изборна програма, да ги артикулираме нивните потреби и нормално да продуцираме соодветни решенија и да уживаме доверба кај граѓаните.